Мојата голгота по болници почна од 2001 година. Имав симптоми, почнав на едно 100 метра да не можам да одам, морам да застанам да одморам. На 5 скали вака, кои се качувам, ми беше многу тешко. Осеќав големи болки во крстот. И отидов на лекар. Лекарот ме испрати. Мислим, виде дека проблем имам со циркулацијата на ногите, ме испрати во државна болница на васкуларна хирургија. Јас таму отидов кај лекар, кој направи доплер и доле се воспостави дека на ногите циркулацијата ми е на ниско ниво. Ми даде упат за рентген, отидов и снимив, направив артериографија. И ми предложи дека мора да се вгради бајпас. Ќе одиш во Пановски и еве го бајпасот кој треба да јас да го купам. Наводно фондот го признаа после трошоците за бајпасот. Јас со сопругата отидовме и го побарав овој бајпас, меѓутоа тој бајпас го немаше, беше овој. А тоа е единичен, не е Y протеза. Од тука се вративме кај докторот и му кажавме: докторе, бајпас нема, што понатак? Рече, јас имам во операционна сала бајпас, а вие ќе одите да си земете упут да гласи за васкуларна хирургија во една болница и утре дојдете. И договор беше дека за 2 дена да ме оперирам. Така и направивме. Тоа беше понеделникот, јас вторникот отидов со упат, со документација и ме прими. Се сврши операцијата и се будам некој време, не знам сега колку е прилика сатот, не е битно, во интензивна нега. Јас имам страшни болки во десната нога. Неиздржливи болки. Тоа викање, што да ви кажа? Кој не го сетил, не може да го сати тоа. Дежурниот лекар што беше во интензивна нега, подхитно да се викне одредениот хирург. Доаѓа господинот хирург и ми кажува дека јас бајпас не ви вградив. Ме држеше тука 3 дена во интензивно и ме префрли на оделение. Меѓутоа, болките се појаки. Почнав да не можам да станам да се избричам. Морав да седнам на столица. Не можам да отидам до ВЦ. Почнува нога веќе не е фактички моја, а башка болки. Гледам, ништо не презима, му побарав, ако имате доплер, дај еден доплер да пробаме да име каква е циркулација. Имаме доплер, али нема потреба, вика. Добро. По наша иницијатива на сопругата, ние закажавме иста артериографија као и првата на рентгенологија во државна. Еве ги тоа се овие снимки. Тоа добро се гледа, што господинот правил и како прави. Извештајот гласи, да го прочитам: комплетен прекид на стеблото на абдоминална аорта. Мислам тука све е кажано. Комплетен прекид. Све е јасно. На кардиологија кај Лазаров, човекот, господинот ја вида снимкава и со зборовите. Подхитно мора бајпас да се угради, иначе човекот ќе остане без ноги. Нема проблем. Една грешка направивме, сега овој пат грешка нема, ќе го вградам бајпасот. И ми закажува операција на 21.5.2001 година. Ме оперира со намера. Сабали жена ми беше сопругата беше со друга братучетка и он си изјаснил дека ќе го гради бајпасот. Нормално идам на операција, после будење пак во интензивна нега, истите симптоми, истите болки, истата, не знам како да се изразам. Поново тој лекар, дежурен што е во интензивна нега, го вика господинот хирург и он доаѓа. И ми вика, јас не ти уградив бајпас, не го земав, чистеев. Добро, викам, господине, што се договорили? Што правите вака? На што ви личам јас? Ама знаете што е, јас ово го направив, ние добивме добар проток, али за секој случај ногата ние не ја даваме. Што можем ја понатака?
тука лежев, дали беше ден-два, не е битно, ме префрли на оделение со истите симптоми, со што веќе ситуацијата ми се лошува, организам слаби. Сега замислите вие да имате од пола надоле тотален прекид на крвта да оди. Па замислете тој организам како беше што издржа, како ја останав и жив. Други мерки не презима ништо, него на 28.5. ми испушта дома со одредена терапија и ми закажува после месец дена да одам на контрола. Јас меѓу време, за да бидем сигурен да видам што е, отидов во невромедик и направив на долните екстремитети циркулација. И може да се види дали нешто покажува. Со тие документи идам на контрола кај него. На контрола, еве што пишува. Гангрена. Ногата веќе ми фатила гангрена. Господинот ми дава препорака да се упати на комисија за инвалидност и ми дава препорака да одам да се оперирам во Белград, Делиње, кај некој си негов пријател, кој ќе завршил таа работа. Па јас сега се прашам зашто тој воопшто ми оперираше кога требало пред првата операција да ми каже јас тоа не можам да ви го направам. Него вие најфино е да одите во Белград. И сега, кој е тој, како да кажам, паметен ли, да легне 2 пати да се оперира, а да не му се вгради бајпас? Сега се прашам зашто сум јас лажен? Која е причината? А јас веќе ја знам причината која е. А тоа ли ќе се мора да се види на суд, кој ќе се соочиме. Отидов на клиника во државна васкуларна со намера нешто да се направи. Меѓутоа, кој одреден хирург рече јас не ти гарантирам за ногата, а и нека ти ја направи оној кој ти ја почне. Уште полоша работа. Веќе кога дојде крајна фаза, беше во прашање дали или глава или нога, отидовме кај Чапаровски. Чапаровски кога ме виде, констатира одма дека треба потхитно да се ампутира десната нога. И ние го замоливме да ја ампутира кај него, кај нив. Меѓутоа човекот ме одби со на изговор дека има 2 сали, нема место, него нека оди кај што му е правена, кај што се прави непрефилните операции. Во војна болница, мислите? Ме враќа во војна болница. Отидов во војна болница кај дотичниот господин, не ќеше да ме прими. Наводно дека ќе заразам оделението. По интервенција на началникот на хируршки клиники во војна болница, мораше да ме прими и тоа мораше да ме прими, направи така да ме прими преку дежурна служба. Ме прими на 13 и на 15 ми е ампутирана десната нога. Еве го. Што сега тука да кажам? Не бев јас во ситуација ни да размислувам, ништо, него едноставно како да ги избегнам, да се избегнат оние неиздржливи болки. А ногата ми ампутира, тоа беше, се сеќам, баш среда. Во петокот ми извади еконците, само стави еден конец на средина. На некој начин они сака што побрзо од мене да ме тргнат, вајда сигурно имале некој проблем дали од предпоставните, не е битно. На 28 ми отпушта дома и господинот си оди на годишен одмор. Меѓутоа мене раната ми се отвори, нормално коската излезе. Јас бев тогаш кај господин кој требаше да ме прими таму, ортопед, ме прими и вика треба да се крати уште коската.
Сега е веќе направена ампутација лошо и висока, сега уште да се крати коската, свршиме работа голема веќе. Утре проблем е за протезата. Меѓутоа јас тоа не дозволив. И идевме секој втори ден на преврски. Пошто тоа сега требало така да се фино направи и добро беше направено, но меѓу конците што побрзо ги извадија, а и циркулацијата нормално слаба, треба подолго време за да зарасте тоа. Така да едно 3, да не речам 3 месеци, од август па натака, одевме скоро секој втори ден на преврски. Плюс дома жена ми што зимаше од аптека, тие средства исто тамо што се, и она ми правеше преврски. Зашто не можевме некогаш и да отидеме. Требаше некој да ме вози, со мене треба луѓе и дома правихме преврски. И така заврши таа моја голгота во војна болница. Добар ден. Браво. Јас сум ваш пациент Радо Евгенисиев. Додев за протеза да видиме до каде стигнат. Момент. Добар ден. Здраво, вече. Добри. Вие како сте? Добро, додев за протеза да видиме до каде. Добро, ова е сега нешто ново. Тоа е ново, пластично лежиште, Добро. вакуумско, Добро. нешто ново. Зглобот? Со само кочици. Само зглоб. кочници си? Да. Добро, ова доле стапалото? Исто стопалото со зглоб, Добро, на притисок? на притисок, реагира. Добро. Наставиме. Дроб се достави. Пошто не ми беше вграден бајпас Y протеза, сега ми беше загрозена и левата нога. Тогаш морав да барам некој решение, отидов во васкуларна хирургија во државна болница. Нормално направив рентгенски снимки. Оклузија на номинална аорта под ренарните артерии. Фактички оклузија значи запушување на абдоминалната аорта под вените што одат за бубрезите. Просто кажем. Со тие снимки дотичниот господин што сакаше да ми прави операции ми направи и кога му ги покажав претходно сите операции што се правени во војна болница, тој се фати за глава. Што е правено со мене, како е правено и зашто е направено. Меѓутоа сега одиме понатака, јас сакам да спасам другата нога. Со него разговарам да се вгради, дали ќе се гради бајпас, сега што и како е, не знам. И колку би време траел тој бајпас, од прилика временски. Од него бев информиран дека тој најмалце 7-8 години ќе тера. Што и јас нормално се прифатив. Се прифати за операција и на 22.1.2002 година ми е вграден бајпас Y протез. Кога извршена операцијата во интензивна нега, се будам и истите проблеми како и во војна болница. Левава нога отпаѓа. Не знам чиве, како да ви кажам, болки ненормални. Го викна хирургот. Подхитно во операциона сала пак ме врати. Што прави, како правил? Во операцијата почна се бајле околу 8, јас се пробудив некаде во 4, од 4 пак тек се сеќам ноќите околу 2 се пробудив. И веќе беше добро. Сега нормално одам на контроли, терапија што ми е преписана јас примам. И нормално кога одам на контроли, прашам докторе до кога ќе тера ова вака, пошто вечна операција кога се деси тоа запушување, нешто не сумњува. Нема проблем, ќе тера 7-8 години. Меѓутоа, бајпасот се запушува на 24.7.2003, значи година и 5 месеци. 6 тераше тој бајпас.
Подхитно отидов на васкуларно, дотичниот хирург беше на одмор, јас отидов кај негов колега, му ги кажав сите проблеми што ги имам, и господинот ме испрати исто да направам артерографија. Нормално прво со визуален преглед се констатира дека бајпасот не работи. Прекид на стеблото на абдоминалната орта под ренарните артерии. Значи исто како и првата. Истата ситуација. И ми закажував операција на 2.9.2003 година. Што преме сега? Веќе има еден бајпас уграден, мислим со разговор сега вака. Сега ќе ставиме единичен бајпас. Ќе го исклучиме ово за десното, мислим тоа се патрелјакот. Он ќе се природно храни со колатерали, а ќе ставиме единичен бајпас. Ќе го пикнеме во тој другиот бајпас. Да не сега, пошто тој првиот бајпас е сраснат, да не направиме поголеми проблеми. И јас мора да прифатам, немам друго решение. И тоа ми е направено. И вградено доле бајпас. Лежам на карел доле, во интензивна нега, истото пак при будење, пак ногава не знам чиме. Поново го викат господинот. Доаѓа господинот, поново у сала. Оперирање и сега тука што е правено, не знам, меѓутоа и ме оперира кај коленото. Јас го прашам докторе горе, и они направија меѓу време снимка пред операцијава со коронографија и видува дека запушено овдека. Него зашто сега доле ме интересира, зашто ми е доле правен бајпас. Наравно со изговори дека некој парче тромб отишла надоле, морало тоа да се извади, да се направи, добро и тоа го прифаќам, не е битно сега. Докторе, сега колку ќе тера ово? Нема гале, сега ја мислам дека ќе тера со години. Тоа ќе тера до 24.2004 година. Значи нема 9 месеци така. Од прилика нешто така. Исто бајпасот ми се запушува. Правам лично сама артерографија. Еве ги. На 24. правам артерографија, истото е. Запушување испод ренарните вени. Господинот ми закажи операција и сега ме примим вечерно време. Ми правиш операција, али сега ми доле, мислам, не со цела опојка, него пола опојка, мислам, во кичма. Да, каде, но до некаде бев и свесен. Веќе надоле не знам што работи. Направи операција и некаде околу 2 сата преку ноќ се будам. Исти проблем. Дежурен беше на клиника, тогаш на оделение, директорот на клиника. При моје викање, никој не дојде да види што работела. Една жена, мислам дека беше албанка, она отиде да ги викне сестрата и лекарот. Сестрата дојде да ми стави инекција за противболки, господинот не дојде. Савале доаѓат, јас му кажувам на лекарот дека проблемите се исти, бајпасот не работи. Ќе видиме што ќе правиме. Ќе видиме што ќе правиме, на тоа и остана. И ме испуштат. Никои мерки не ги презимат. Ево, ме испуштат со запушен бајпас. Докторе, што да правиме? Без 2 ноги се живее, тоа е неговиот одговор. Највеќе што сум изреволтиран на дотичниот господин. Може би толку стручен, не знам да кажам. Зашто и како можеше да донесе он одлука дека и без 2 ноги се живе? Зашто не презема да ми каже? Раде, еве ти конзилиарно мислење, со тоа конзилиарно мислење кај сакаш да одиш. Јас моето го направив. Толку може сум, ете,
дали е стручен, сега не знам, тука не можам тоа да го оценам, има кој може да го оцени. Одете некаде на друга некоја клиника, да веќе вие сте инвалид со една нога, да не да стане и без ова. Него он ми тврди дека без две ноги се живе. Не знам што да кажам. Мислим, толку беше како да нема од него појак, мислам, во знаење. Тука сум највеќе за тоа револтиран. Да. Што овој дел не ни треба да. После операцијата, јас не бев свесен дали бев опериран. Јас не осеќав ништо, ја бев исто као здрав човек, да ви кажам. Ни болка, никаде нешто да те боли. Сега, за да биде све автентично, да нема нешто, еве да се види што е правено кај васкуларна хирургија. Ово беше овдека отворено цело лето и тоа беше до коска дојдено. Сега доктор Митрев кога го правил овдека, едва и тука се снашил, пошто толку крвиот сад било штетен, да едва го градил бајпасот. По моето будење за 2-3 сата, дојде некоја екипа од Германија со некој прочуен хирург, кој дојде кај мене, доктор Митрев презентира што ми е правено понапред и што направено. Така да германецот го разбрав кога ми пружи рака дека ова од господин Митрев најдобра солуција изведена. Што може да биде? Вечерта после 2 сатот, ноќта, дојде доктор Митрев со неговиот прочуен колега од Бразил, доктор Батиста, и исто со презентирање све што е правено кај мене и пак која варијанта докторот Митрев ја направи, докторот Батиста беше толку задоволен и му честиташе на доктор Митрев, бар што успеал да ми се спаси и другата нога. Односот на луѓето, споредно на другите клиники, е на европско ниво. Тоа сум го осетил и лично го тврдам. Лицата што работат таму, толку се љубезни, толку ја вршат својата работа да немам зборови. Немам зборови да искажам за нивната и стручност и ангажираност. И наравно, кога ќе израчунате сега, дека во Филип Втори е многу поевтино односо на клиниките. Ете, ипак некоја среќа имало што сум преко сите овие проблеми дојдов кај прав човек кој на некој начин ми го продолжил живот. А тоа е Филип Втори, начело со господин доктор Митрев. Инвалидитетот, мислим, доста влече своји негативни страни. Прво, самите потреби што треба сам за себе да ги извршам се многу тешки. Треба тука помош, нормално од друго лице. Нешто да работиш, можеш да работиш вака да седнеш на маса, нешто па да работиш. Меѓутоа да земеш надвор нешто да работиш, тоа не доаѓа во обзир. Дали да се држи со штакије, дали нешто да работиш. Тоа е неизводливо. Движењето исто така е. Да се разбереме сега, со инвалидитетот и статиката на кичмата е поместена. Ако сте веќе, кога сте здрави биле, имале пријатели роднини од 20 фамилии. Сега тоа се сведе на минимум до 3-4 фамилии. Луѓето веќе едноставно се на некој начин повлечени. Из кој разлог, јас тоа не може да го објаснам. Не сум ни свесен, мада тој инвалидитетот не е заразна болест, како да кажам. Ипак ние на некој начин сме луѓе кои, како и сите други. Сега што таква судбина не задесила. За време на тие 3 години маки по медицинските лавиринти, веќе сега кога настана инвалидитет и физички си истощен, веќе паѓаш и психички. Сега, за да избегнам таа психичка состојба, на кој начин да се смирам себе си, а и фамилијата нормално да не страда. Во војска кога служев, традиција беше, секој, мислим, кој сака, и беше влюбеник, правевме бродови. Јас ги имав тие шеми, и случајно жена ми предложи, вика, дај, ово пробај дали можеш со ово да се занимаваш, што ја тоа го прифатив со драге волје. По одреден од материјал што требаше ми го набавија и почнав да се занимавам со изградба на бродови.
Така да, тука е едно смирување, на некој начин да се опушти, да не мислиш, сега замислите вие инвалидитет, не можеш ништо да работиш, гледаш дека можеш све да работиш, а фактички ништо не можеш да работиш. Со тоа се почнав да се бавам, се влюбив во нив. Сега ако треба еден брод да се прави, нормално мислам за месеци, јас го правам за 3-4 месеци. Али важно, тука јас ја санирав на некој начин, ја убив таа психичка состојба, на некој начин испливав, дур дојдов во Филип II да се оперирам, за да моето здравје се стабилизира, нормално и психички се стабилизирав и на тој начин со тие бродови избегнав една голема криза. Јас имам тука еден комшија која доживеа иста мојата судбина како јас што ја доживев и спасен во Филип II. И тој е исто инвалид, со него веќе се дружиме вака секојдневно. Си раскажуваме своите маки, сеќавања, проблеми, што, како, кој што ќе правиме. Ете, со него се дружиме, така да на некој начин ја и психички се смируваме и двајцата. Да не паднеме во некоја депресија. Браво, како си ви? Добро. Јунака? Јунак, как не? Дрсе, не дај се. Количка јуначи, више не ме кане. Тоа да не... Добро. Така може да се. Па си имам колега тука кој ти времето си тепаме. Да не падам у псика. На тие наплаќат? Наплаќат на тие? Што не се планира, ја? Да сте здрави и живи и Господ век да ви даде, а од судбината и од пишаното се не бега. Тоа би било пишано, само здраве да ви сте. Кога нема бега. Човека што ти е пишано, тоа ќе ти биде. Ама нема тоа, нема.